Ова издание. Исти професии, исти квалификации, различни примања. Жените и мажите на македонскиот пазар на труд. Нема маски, нема рестрикции. Тексас целосно се отвора и покрај апелите од федералните власти да не се брза. Безпилотни летала во лов на криминалци. Американската полиција користи нови технологии. Останете со нас. Ке ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Македонските жени во просек заработуваат околу 9% помалку од мажите, но нееднаквоста не запира овде. Тоше Огњанов со анализа за причините, последиците и можните решенија. Еднакво ниво на образование, исти квалификации, идентични способности на работното место. Логичен тек во ова набројување се и еднакви месечни примања, но состојбата на македонскиот пазар на трудот води друга логика. Се уште дел од жените се помалку платени од мажите. Кога доаѓаме до мерење на овој јас за идентични места, идентична плата, ќе забележиме дека се уште постои јас помеѓу мажите и жените во поглед на нивните примања. Според анализа на Finance Think од 2018 година, разликата во примањата била нешто помала од 9%. Родовата неравноправност најмногу е застапена во пониско платените професии. Голем дел од женската популација работи токму во тие најниско платежни работни места, како што се текстилните компании, каде што знаеме дека текстилната и кожарската индустрија се две индустрии кои што имаат најниски плати. На платите се надоврзува и неравномерната родова застапеност на лидерските позиции. Многу помалата застапеност на жените, особено на високи позиции во законодавството, функционерите и на раководните позиции. Причините за ова нееднакво вреднување на пазарот на трудот се различни. Некои влечат корени и од застарени сваќања. Вториот дел, она што феминистките го нарекуваат втора смена, работата дома, од кога ќе се вратат, грижата за децата, грижата за семејството, за домот, грижата за возрастните во семејството и натаму доминантно остануваат женска работа. Како едно од можните решенија за проблемот, познавачите го посочуваат покачувањето на законската минимална плата, како и колективните договори. Колективните договори се најдоброто орудие кое може да го реши овој проблем и го решава. Но за тоа да успее, работниците треба да имаат синдикати. Една од причините за овие родови јазови нееднаквост е токму малата синдикална организираност. Најновите бројки од Државниот завод за статистика укажуваат дека од целокупната активна работна сила во Северна Македонија, само 39,9% се жени. Овој проблем е форма на врзани садови. Ние мора да адресираме мерки и политики кои што ќе намалат неактивноста на жените. Во сијатој тој процес не сме да се занемари и едукацијата. На децата во градинка треба да престанеме да им пееме песнички "Тато на работа оди, мама дома меси". Да ги научиме дека се подеднакво способни за сите позиции, дека подеднакво се одговорни за секој сегмент од живењето. Познавачите се согласни. Состојбата со родовата еднаквост се подобрува, но има уште многу да се работи. За гласот на Америка, Тоше Огњанов. А во САД, Тексас со денеска целосно се отвора. Повеќе нема задолжително носење на маски, ниту ограничувања во рестораните. И други сојузни држави ги намалуваат рестрикциите, со што ги игнорираат апелите од федералните власти да не се брза. Мичиган и Луизијана се меѓу сојузните држави во Америка кои ги олеснуваат рестрикциите против COVID-19. Двете сојузни држави го зголемија дозволениот капацитет во рестораните и во други бизниси, а дозволуваат и поголеми групи луѓе на отворено и внатре. Зголемениот дозволен капацитет сепак ќе ни овозможи да го заштитиме јавното здравје, како што внимателно ги следиме новите мутации и се водиме според науката и податоците. Во Тексас, гувернерот Грег Абот ја укинува обврската за носење маска. Сите бизниси имаат дозвола да бидат отворени 100%. Тоа важи за секој вид објект во Тексас. Ставам крај на обврската за носење маска на ниво на сојузна држава. Трговците, собствениците на ресторани и муштериите во Тексас имаат различни реакции. Многу сме возбудени. Јас ќе продолжам да барам од муштериите задолжително да носат маски, а ако одбијат, ќе ги замолам учтиво да си заминат.
Ќе ставам знак на прозорецот и се надевам дека ќе се почитува. Нема да избрекам никого ако не носи маска, но ќе стојам подалеку. Председателот Џо Бајден предупреди против укинување на обврската за носење маски во овој момент. Мислам дека е голема грешка. Се надевам дека секој досега свати дека носењето маска прави разлика. На работ сме суштински да ја промениме природата на оваа болест и последното нешто што ни треба сега е примитивно размислување дека се е добро, да се трнат маските и да се заборави се. Гувернерот на Мисисипи Тейт Ривс на Твитер напиша дека на жителите на Мисисипи не им се потребни инструктори и оти треба да им се верува на американците место да бидат навредувани. Во меѓувреме, директорката на Центрите за контрола и превенција на болести рече дека државата влегува во критични недели. Наредните 3 месеци се клучни. Барам од вас да го заштитите здравјето на нацијата и на вашите најблиски. Независно дали постои наредба или не, индивидуално и колективно можеме да го преземеме вистинскиот чекор за заштита на нашето здравје и здравјето на другите. Таа вели дека иако бројот на заразени стагнира, новите мутации се во пораст, што се заканува на успехот на напорите да се врати животот во нормала. Со избор на поротници започна судскиот процес за Џорџ Флојд, афроамериканецот чија смрт лани поттикна масовни протести низ целата земја и барање за реформи на безбедносните сили. Во меѓувреме, полициските оддели се повеќе се потпираат на нова технологија во своето работење. По повик на 911 до полицијата во Чула Виста, веднаш се испраќа дрон до потенцијалниот осомничар. Дронот испраќа видео снимки во реално време до полицијата. Да направи голем проблем за заедницата. Утврдивме дека возилото било украдено. Видовме дека ја прескокна оградата и фрли нешто во контејнер за отпадоци. И подоцна најдовме дека тоа е украден пиштол. Полицијата во Чула Виста е меѓу многуто агенции за спроведување на редот и законот кои користат беспилотни летала во нивната работа. Околу 4000 агенции за јавна безбедност имаат програми за дронови, покажа истражувањето на непрофитната програма Drone Responders, спроведено во март 2020. Повеќе од 40% од нив се полициски оддели. Но тоа создава и загриженост за загрозување на приватност. Дроновите се уникатни средства и може да се користат за добри, но и за застрашувачки цели. Не сакаме да живееме во свет каде над нас летаат беспилотни летала без утврдени регулативи кои собираат секакви видеоматеријали, од најмали инциденти до рутинско масовно надгледување. Полицискиот оддел на Чула Виста има 7 дронови со камери. Дронот има способност за брза реакција. Не треба да се пробива ни сообраќај. Стигнува каде треба по права линија. Од 2018 со програмата Дронот прв на сцената, полицијата одговорила на повеќе од 4000 повици, направила над 600 апсени. На полицијата и дава многу информации потребни во работата, а и самите полицајци се побезбедни. Стенли се залага за поголема транспарентност на полицијата при употребата на дронови. Сакаме нивната употреба да има дозвола од градските власти или од избрано тело пред да се употребува новата наблюдувачка технологија. Кенеди се согласува и објаснува дека во нивната единица тие се користат само при активни полициски акции. При секоја употреба на дрон, видеото го ставаме на веб страница во рок од 24 часа и можеме да одговориме зошто сме реагирале таму. Употребата на технологијата во полицијата неверојатно само ќе расте. Верувам дека ова е почеток на револуцијата за тоа што можат дроновите да направат за спроведувачите на законот. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com и на нашите профили на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон!